да се искреира заедно со Министерството, бидејќи ние таму сме социоекономски партнер, една многу добра правна рамка во која што и во иднина за другите ќе можат да го зголемуваат своето членство, да работат без да имат проблеми. Ќе дадеме различни видови на услуги, потреба од изготвување на бизнес планови, правна помош. Ќе организираме средби со потенцијални купувачи кои што во иднина би го откупиле производството од самите задруги и ќе бидеме клучен сегмент за развој на задругарството и движечка сила на развој на земјоделството со тоа, а исто така и на општествен развој во смисла на развој на руралните средини, развој на селата, одлуки кои што ги има донесено за другите, останува процент во фонд за развој на општествени активности, така да за другите ќе бидат место каде што ќе се можат да се запослат нови млади сили кои што ќе работат со нови технологии. Не ги забораваме и жените, што повеќе жени да влезат во управувачките структури на МАС и млади луѓе, имање на предприемачки способности, знаење за дигиталните технологии, да имате централна поддршка како Асоциацијата на македонските задруги и да бидете дел од приказната. Целта на формирањето на задругата, односно на собирањето на 20 членови беше да еден убав ден имаме или направиме или создадеме откупно-дистрибутивен центар, да ги намалиме трошоците на производство, односно да ја зголемиме откупната цена на јаболкото. Донаторот ни овозможи и добивме исто така дел од проектот, можност да изработиме елаборат кој понатаму ќе послужи за брендирање на преспанското јаболко. Согласно статутот на МАС, поднесовме барање за пристап во членство во Македонската асоциација на земјоделски задруги и веднаш бевме примени. Ги користиме незините услуги во вид на обуки, информирање, комуникации со државните институции, што многу ни е битно. Ги промовираме за другите и воедно ќе соработуваме заедно со другите балкански сојузи, ќе се вклучуваме во многу проекти во кои што заеднички ќе можеме да ја согледаме насоката во која што во иднина треба да се движиме. Неминовна е потребата од здружување, бидејќи сите купувачи кои што доаѓаат бараат производ од прва класа, бараат производ кој што е калибриран, кој што е складиран, чие што производство бара големи инвестиции, а сето тоа можете да го постигнете само ако сте здружени и ако настапувате заеднички на пазарот.